во северната половина на Битола, во преградка на големиот Паир, се наоѓаше еврејското мало. Таму се раѓа и умира, и пак се раѓа, животот го продолжуваа. Црната судбина напишана, во дебелиот тефтер запишана, безброј пати прочитана, од стари на млади пренесувана. Ќе дојде ден на деновите, ќе остане вечерата неначната. Се случи тоа. 3 во зорите беше така во зорите, агентите дојда, ајде вика нека се спреми булката да се спреми, ајде ќе те за Израел. И дојда бугарите, разбираш, со пушко митролези, плачат, адио Моис, адио онден во Заир. Им казе во Заир, али Палестина ќе ојме, кај ќе ојме, веле, кај ќе ојме, што ќе правиме, леле Господи златен, кај ќе ојме. И ни велеа, тие Палестина ќе ве носиме. Наместо Палестина, во Требинка, ете тоа е. Тој страв остана и сега. Се сеќавам, рано утро, уште ноќ, март 43-та, скришум, крадешкум, покрај куќата возот мина. Само писокот, врисокот на луѓе од вагоните ја цепеше тишината. Ги одведоа. Го слушнав татко. Кои? Се прашувам стајн. Евреите. Тивко шетна некој. Зошто? Не разбрав јас ништо. Зошто? Не разбирам ни сега. Се сеќавам. Стравот брзо по грбот ми пролази тогај. Тој страв остана и сега. Живееме како браќа. Не лошо ништо не знаете. Лошо после меѓу еврејскиот народ една работа, што нема мрсња меѓу нив. Единствени се. Мене ми е многу криво, со еден јевреин се договоривме, утре ќе почнеме заеднички да работиме нешто, ете дојде онај фаталниот ден. Се сеќавам многу добро, као да беше денеска, сабалето јас уште спиев, сатот околу 5 беше, кога возот, композициите со јевреите тргнаја. И онај шумот, мене ми е просто кога слушам воз да оди, се сеќавам на они црните денови за јевреи. Але тоа така било. Овде каже овој доктор тука пишеше двата прстени златни во луштеро и најдоја. Беа верени тие. И немало каде рекле, врајки клеме во луштеро тука, што ќе бара ако се вратиме, ќе си најме. Ни се вратија, нити ништо. Стану и Рашела. Пред твоите порти со лице на гробара стои сур полицаи.
Подпазува нож од светот тој сокрил. Рашела, се ближи злостутниот крај. Ти треба да платиш за својата вера, за името твое, за родот си свој. Собери си дреи, о грешна Рашела. Те чека да тргнеш на пат час овој. Ти плачеш, ти тежи, о девојко млада, што нема да сетиш втор раскрилен ден, што првото утро без срам ти го градат и целивот огнен по образот бел. Молчи, Рашела. Зар не слушаш надвор во лулка кај пишти првенецот Мил? Див стражар во лице му розово назрел, го плаши комшијата да не чуе вик. А по него одат расплакани мајки. За прв пат е тоа во сокакот наш. Ќе помине време над нашите маки, но овој ден долго ќе созрее во нас. Помни ме вечно. Живееле луѓе во улицата наша, на земниот кат. Како секој човек, ко сите нас други, живееле луѓе во нашиот град. Ти немој да молчиш и трепнеш пред прагот. И таму штом писне миг куршумот врел, он ни една солза да не види врагот и в лица му осмев да замрзне нем. Колоната оди. Ти побрзај в неа, да достасаш мајка и далечен род. Колоната оди. О, збогом, Рашела, ќе помниме ние за патот твој долг. И ги донесеа во Скопје во Монополо. Во 3 групи ги полека одводуваја за Треблинка во Полска. И тие од вагоните право беа однесени, угушени и после изгорени во Треблинка. Од Треблинка не се врати ни еден човек. Битола уште другиот ден остана осакатена за 3276 своји сограѓани. Ја снема ведрината на лицата на граѓаните. Го снема за навек жагорот на евреите. Испустеа улиците, чаршијата, се затворија дуќаните. Се откина дел од Битола. Остана тагата и спомените. Спомени кои ќе се прикажуваат и денес и утре и навек. Зашто? Тие се со нас, тие се дел од нас. Логорот Треблинка во Полска ги однесе сите нивни надежи и желби. Чадот, што излегуваше од оджаците во Треблинка, се распрснуваше насекаде, мешајќи се со ветрот и облаците, пренесувајќи ја вистината за измачениот еврејски народ низ сите меридијани ширум светот. Пораката беше една и единствена. Никогаш повеќе. Никогаш повеќе.